претходното видео зборував за тоа како каматните стапки влијаат врз економијата и во услови на експанзија и во услови на рецесија. Но сега да видиме како ова изгледа во реалноста. За време на ковид пандемијата економијата нагло забави, луѓето трошеа помалку, а компаниите се соочија со сериозни предизвици. Централните банки ги намалија каматните стапки. Целта беше едноставна – да се поддржи економијата. Кредитите станаа поевтини, луѓето повеќе трошеа, а компаниите полека почнаа повеќе да инвестираат. Но само неколку години подоцна ситуацијата нагло се промени. По војната во Украина, цените на енергијата и на храната нагло порасна, што предизвика инфлацијата да се зголеми. Централните банки го направија спротивното. Ги зголемија каматните стапки. Кредитите станаа поскапи, луѓето трошеа помалку, компаниите инвестираа помалку и сето ова предизвика, тоа беше еден од факторите кој што предизвика инфлацијата да почне да се намали.